Наспроти очекувањата, ретко кој освен Нептен најзаграните партиски приврзаници ги сваќаат како цинизам и иронија, како подбивање со вавилонската блудница споредбите што ги прави премиерот пред евробирократите. Немаше потреба тој толку нели да го фали преспанскиот договор, испадна дека го фали премногу. Во рете, можеби некој вели дека тој можеби беше и саркастичен, дека тој можеби и се шегуваше, но ја неам таков впечаток. Секој може да има своја импресија, но чудно е кога на сличен начин размислуваат и луѓето за кои се смета дека припаѓаат на истиот, ако не и на потврдокорниот табор. За советниците на Силјановска, Мицкоски, залудно си го губи времето. Ако што друго и бугарите и овие во Брисел, па и во Вашингтон да видат дека сепак имаме влада која што функционира на поинакви основи. Да, ќе видат и толку. Мислиш дека ќе видат тоа? Ето, јас чисто се сомневам дека некој во Берлин, Париз, Брисел ќе се засекира толку многу и ќе кажат да, стварно вие имате аргументи. Истиот начин како што ЕУ не се јадосува од нашите аспирации, така и владата не се вознемирува од аргументите околу кадровската политика. Тоа што беше ветувано дека нема да биде случај, сега е само оправдување за собствените постапки. СДС ги партизираше службите, АНБ ја водеше партиски функционер. Виктор Димовски беше член на извршниот одбор на СДС, долги години беше во голем број партиски комисии и совети. Наместо професионалец, начело на АНБ, власта поставува партиски човек, председател на градскиот комитет на ВМРО ДПМН и активен пропагонист на власта. Веројатно се мисли на пропагандист, но ако се зборува за активен протагонист на власта, тогаш невозможно е да се избегне клучниот компањон. Слабост му се знамињата, ама веќе не им се заканува на влен, туку директно му пркоси на председателот на владата. Ваква иконографија кај мене во општина Куманово не може да се случи, веќе се работи по закон. Тоа што се случува во владата треба да одговори премиерот, бидејќи тој е домаќин таму. Домакинлукот на Димитриевски е познат. Сепак неговите партнери од коалицијата велат дека со антиисточниот сентимент се зацкриваат оттаму добиените одличија. Каракачанов, која беше вице-премиер, секоја недела даваше изјава за мене. А на еден друг политичар му даваше воени медали. И сега овој со воени медали на себе од Каракачанов е македонски патриот, а јас кој имам забрана за влез во Бугарија и сум во војна со Каракачанов, сум бугарски предадник. И на крајот, за вечната битка за идентитетот. Дедо ми вака ми викаше сторе. Ја и баба ти кога се земавме. Јас знаев дека она од словенско племе. А јас дека сум антички македонец. Меѓутоа, јас бев антички македонец, а баба ти не е од оние со цевчиња словени што се дојде, него она дојде со богдански автобус со редовна линија. Патот кон Брисел за сите води по познатите коридори. За Скопје има воредна линија. Мораше да се оди преку Охрид, Атина и Софија. А скоро можеби и преку Белград и Тирана. Изгледа дека Македонија кружи околу самата себе.